Утрешниот ден е денот кога велешани ќе ја слушнат вистината за Македонија и вистината за Велес. Од општинската организација на СДСМ велат дека утре во 14 часот во ликовниот салон ќе биде одржана пресконференција на која ќе се објави уште една од така наречените бомби. Опозицијата ги повика велешани да бидат дел од граѓанскиот собир, чиј почеток е закажан за во 18 часот. Ги повикуваме сите граѓани на општина Велес да ни се приклучат на граѓанскиот собир кој што ќе започне во 18 часот кај Багренче во населба Тунел, а ќе заврши пред гимназијата Кочо Рацин со обраќање на лидерот Зоран Заев. Почитувани сограѓани, придружете ни се во овој исклучително важен историски момент за Република Македонија, да ја имаме честа, но и обврската да бидеме на браникот на враќањето на слободата и демократијата во нашата татковина. Лидерот на СДСМ Заев не е добре дојден во Велес. Велешани добро знаат да ги препознаат проектите кои се во насока на подобрување на животот, а кои континуирано ги реализира оваа власт. Ова денеска го порача членството на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Заев и неговите блиски велат од партијата одработуваат деструктивно сценарио кое не добива поддршка од граѓаните. Свесен е дека нанесува штета на Македонија и продолжува. Но граѓаните нема да излезат да го слушнат Заев, бидејќи тој заедно со Бранко Црвенковски и СДСМ ја имаат одговорноста за уназадувањето и упрепостувањето на овој град. Велешани тоа најдобро го знаат и тие ќе го дадат своето мислење за Зоран Заев со тоа што нема да излезат и нема да поверуваат на лагите кои секојдневно ги пласираат. Затоа на СДСМ ќе му бидат потребни луѓе од Штип, од Кавадарци, од Струмица, од Куманово, од Скопје, од Прилеп кои ќе ги донесат во Велес. И додека од СДСМ ги повикуваат велешани барејќи ја поддршката за како што велат враќањето на демократијата во земјата, од ВМРО ДПМН е со порака граѓаните да не наседнуваат на лагите и манипулациите што ги пласира опозицијата.